Ние по-младите генерации го паметим овој стадион, кој го снимаме сега зад мрежите. Има причина зашто е тоа така. Го паметат како место на кое се играше фудбал во Ваташа, кога Габер од Ваташа беше една од подобрите екипи и би рекол дека и диктираше некој темпо во македонскиот фудбал. Овде израсна и тренира и игра многу познати имиња кои сега се позаборавени. И затоа постоиме ние како јавно гласило за да обелодениме, за да подсетиме, ако не друго, да се знае дека ваташани биле добри фудбалери. И сакаме да посветиме најмалку една, а ако можеме и 2-3 емисии на фудбалот во Ваташа, на спортскиот дух во Ваташа, село во кое се играло различен спорт, меѓутоа фудбалот доминирал. Калница била и ќе остане од секој за секојаш во срцата на оние кои играле фудбал овде. Денешната емисија ќе ја посветиме на Димир Ристов, наш соговорник ќе биде и познатиот Бели, со цел да го долоиме малку тоа време на 60-тите, 70-тите години, па и 80-тите. Овде на Калница се играше многу фудбал и оваа емисија која ќе посветиме на Димир Ристов, популарниот Кана, и на Бели, ќе ни долови една атмосфера од тие години за кои ви реков. Калница, зашто вика Калница? Затоа што имаше многу кал. Сега има многу трева. Меѓутоа, калта беше главно олицетворение на името што го држи. Една година, како вработен во Радио Кавадарци и импресиониран од тоа што Диме Бурџев го работеше како задача, дојдовме овде на Калница и следевме една цел надпревар. Слушнете го ова. Толку имаше кал, што фудбалерите не може да ја видат топката. Направивме прекрасна монтажа на целата одисеја фудбалска, на цела утакмица, на цел надпревар и освоивме награда на Дружените радио и телевизиски станици на Македонија. Толку беше добро направено, што и ден денеска е убаво да се погледне калта на Калница, така ни гласеше таа наша емисија, за која добивме награда. И ние еве денеска решивме да направиме една емисија за ваташани, за спортскиот дух на ваташани. Ако имаме шанса, како што реков, ако имаме соговорници, живи и здрави, ќе направиме уште неколку. Ова е емисија Тиквешки спортски легенди. Продолжуваме понатаму. Од кога почна Кана да се занимава со спорт? Јас, Димир Ристов Кана, со фудбалот по-конкретно почнав да занимавам некаде уште раните детски години, на 14-15 години. Првото, да речем, друштвено игрење така меѓу друштва така беше на Вачковата одиница горе. И сега се Борчињите. Дори таму одевте? Таму играем постојано. И ни беме големо друштво, 12 души. Скоро сите одеме, некои умеја, некои не умеја, але од мерак. И цело село беше таму. 61 година покојниот Ончо Мешков, професорот, со Ѓорѓи Петров, Монополот беше финансов директор, дојдоа до идеја да формираме клуб заедно, потикнувајќи го и Перо Димовски. Со тоа и Диме Боцев. У иста канцеларија работеа со Перо Димовски, Диме Боцев и Перо Бели. Они беа сите инспектори по финансиите. И го формираме Габер, го основаме. Која година е тоа? Па 61-62. Првите легитимации се 62 година направени, мада немаме право да играеме. Онака тогаш немаше ни званична општинска лига. Почнаме да играеме меѓу села, така се собираме. И 63 година веќе стекнаме право да играеме, 16,5 години. И почнаме да играеме у општинска лига. Беа 4-5 екипи, освоим прво место. За квалификација за региони играеме со Градско, го победиме и таму и тука.
Играеме со Димирка Пија, таму не решено, тук ги победиме. Лозар. Да, Лозар, Димирка Пија и така влегуваме у регионот. Во регионот почнаме да играеме дел од нашите тука што беа деца, што стекнаме право да играеме. Дел ни се уклучија одма, иста година дојдоа од Тиквеш, мајстор Душан Маноилов, Шнајдерот, Ико Мурџев, Драги Кафето, Фина, што го вика. Тоа се стари ваташари. Не се ватшани они. Зошто толку љубов кон спортот во Ваташ? А љубов кон фудбалот. Аха. Љубов кон фудбалот. Ни сите беме деца. Они кај дојдоа нас ни беа Јас моторна сила. водачи. Да. И Никола Коловејков. Коловејков. Да, Никола. во територијална одбрана. У Тео што беше професор по ото у гимназијата беше и они до Наумчев. И он ТП. да. Општенаrodna одбрана. Да. И он ни дојде и тогаш тие четворица дојдоа и играеме у регионот. Не излегуваме никој ни од таму, од регионот. Беме стандардна постојана екипа. Генерациите се менјаа, овие поостареа, Душан тие си заминаа, па ни дојдоа други од Тиквиш, ни идеа, па наши одеа, заминуваа. Така да Каде играте над преварите? На овој стадион? на Тиквиш сите ги играеме. Ау, Ова не беше направено. стварно. Ова не беше направено. На Тиквиш ги играеме, а тренираме, ти кажав, тука Така? и на Спортски горе. Таму тренираме. Колку пати неделно? Па ни тренираме кој кога има желба секогаш. Кога може? Да, кога може. А јас за мене ќе ви кажам, ако бев поручек, Да. тренинг треба да имаме, јас не можам да отидам на школа во гимназијата. 10 пати од дома кај што живеам, до 12 деца. Сега кејот кај што оде по реката, горе, долу, 10 пати. Со застани, одмори, кондиција? дини. Па ја не запирав. Јас шпартав, а за време на утакмицата, од претежно играјот центар халф, последен, одев и гол да дадам. Учествував во сите организации на нападот, скоро. Затоа што назад па имав добар грб. Кажи ми, може да се сетиш кој имиња, кој фудбалери, кој ваташани, кој кавадачен игра во Габр тоа време? Драги Кафето, Добро. Фина, Радоме Сторчев, голман, јас Диме Ристов, Ристо Марков од Ваташа, Шпиро Блажо Пендев, Коле Наумчев, Вејко, Здраве од Димирк Пија дојде воа. Ги победиме тука и оно одма дојде тука да играе. Панчо Јорданов, Трте, Лазо Беаба, Ико Мурџев и Душан Маноилов. Стандардни бевте ли? Стандардни гром. А резерви имате ли? Имаше и резерви, исто толку. И резерви. Земаш ли тиквиш од вас фудбалери? Зимаш постојано, па од два екипа после ни зеа. Панчо ни го зеа, Шпиро ни го зеа од два екипа. Камо Груткерот отиде. У друга слика е он. Ево го и вие ни го зеа. Как се вика? Толов Камо. Аха. После по известно време дојдоа Мелов Блажо играеш тука. И Јане еден од Глишич, Ванчов Вангел, судија беше егеецот Ванчо, Аха. црниот. Ване едно се у Бошева живее. Најчо Дживаир, ваташани сите тие. Ристов, колку време беше со фудбалот? Јас со фудбал сум и денеска. Ха, Не сум прекинат. Утакмици ја не испуштам, ако треба до 5 до 6 значи ако саба. не си активен фудбалер, си бил спортски работник, си бил и Секо. навивач. По од Габер заминав. По една случка се случи на спортски центар горе. 68-69 така нешто е. Така? 69 мислам. Блажо Малинков. Ја играам центар халф. Ечо ми играе халф. Меѓу себе играеме две екипи комбинирани на спортски, а врне. Една топка тамо од лева страна, центрирана, појакичка,
Тогаш беа кожени, тешки. Тешки. Јас со глава и само ечо го гледам на позиција, ја многу преглед имав и многу се движи. Некаде заглавен на 2-3 метра у противничката половина. Така? Ни беме у напад и се влечиме и он заглавен таму, јас само со глава ударам топките и му викам ечо. Он 3-4 чекора направи, голмант нивни беше испаднат, лоп преко голман, гол. Ако е на тренинг, Исто како така. убаво е. Да. И Блажо иде ми вика, елва, зборови да кажам, Да, слободно. мајмун ни еден, вика, знаеш што ти е задача тебе? Ама мајсторе, во е идеално. За идеалност ја ќе ти кажам, вика, дали така треба, а не. Таму, ваму или ваму, да си имниш топка, ти си, викат. Со глава, не, гол да постигнеш, плюс шлапаницата. И јас, Ристо, прчкиш не водеше, утрето книжката и униготно отидов у Вардар. Добро, продолжи понатаму. У Вардар бе Како се помине кај неготинци? одлично. Сарно. Одлично. Ја отидов, со мене одма дојди за 2-3 недели Перо Стефанов Коаста. А таму беше пред нас отиден, па може една пола година, Перо, Сорот го викаме ни, името, презимето не му го памтам. На борчето у радио Кавадар се ротеше. Аха, Брат му. брат. Он беше таму и се затекнаме тројца од Габер. Квалитетот е тоа. Тројца четворица отикваш, тројца таму и Добра екипа. фала Богу. А екипата пак просперира. Па не запира. Како во неготино беше примери? Како? У неготино јас сум и по потекло неготинец. Бев одлично примен, плюс и таму учев гимназија ја. И откако отидов таму да играам, играв халф, центар халф, тука некаде се менјаме, ротациите и таму остана скоро 7 години. После пак се вратил у Габер, 1-2 години. И умеѓу време 71 отидов у судии. У судии отидов. Фудбалски судии. И за 3-4 години стекнаме звање републички. Тогаш беме една јака екипа, фудбалски судии у Кавадарци, може и у републиката беа врвни беме. Значи, активно сте играле до која година? Да. Активно па до 84-та и 5-та. Фактички вие од 71 до 84 се уште сте Од биле 61. без разлика на тоа што сте се сакале да се наобразувате како фудбалски судија. Да. Играев комбинирано. Ако играам у Рангот, например, Добро. играев у Габер. Добро. Не смеам Да судиш на друго место. Не. У Рангот кај што играе Габер да судам. Јасно. У другите лиги, у другите региони ќе судиш. И така судев, така се развиваме, така се надоградуваме. Јас за мене невкусно е јас да зборувам за мене, ама ја бе многу подвижен. Многу подвижен. Ја трче и како играч. Мене многу бе стартен и брз. Одместо имав цартија. Можеш ли да ни кажеш за ова игралиште, за ова овој фудбалски стадион? Нешто. Па стадионот Сега има трева, имаше кален. активности по презе Перо Димовски. Добро. Со Тој работеше во градските, Кавадарци, да. Јак беше Беше силен. финансови контролори беа они, Тоа беше одлично. градски финансови, па у управата беа Перо, Диме Боцев и Перо Бели. Знаеш, и Перо Бели. Сите тројца беа они финансови. И ако ти речат налогот, оде врве. Немаш проблем со парите. Не, у некои дадени моменти на тиквиш позаимици му вршеме. У дадени моменти, кризни, и на тиквиш ќе му позаими. Стадионот почна да се прави на вај, Дзъмкова нива, мислам. Добро. И му се одзело, се направи стадионот, ама на него не се играеше. Ни се тренираше, а заврна есента. Крај. И нема шанса. Нема да те познаат кој си. Си играли на Калдив стадион, како што јас реков. На Калдив, само Кал. Само Кал, нема друго. Немаше вирчиње да речиш бара, вир. Како во Марана. Нема вир тука. Кал до колена. Не да ги чистиш чевлите.
Што сакаш прави? Што сакаш прави нема. Кад ќе испаднеш каков дрес, бел ли е, црни кал е. И- Ама имаше публика. А публика, ај за тука, секогаш имаше, ја ќе речем, нема да сгрешам, под 500 Нема да илјадо не така беа. е, така е. Не беа под 500 Така е. илјадо. На Тиквишка игреме ни. О, Па тоа Габер беше о. феномен. Дури едно време беше популарен од Тиквиш. Старата трибина, Старта. секогаш беше пъна. Ни карти не плаќаме. Човече. Да, И од тоа живееме, бе. Пари фаќаме, пари. и тоа У тоа време, Чичко Ристо Петров, Хуго, што го викаме, ни, на дадени на отделни играчи, од страна имаме играчи што ни дојдоа, имаше еден Димчи Мирсимов од Велес ни дојди, страшен халф, го памтиш ли Димчи? Да, Мирсимов, страшен халф, од Кочани имаме Лупче еден, мислам Димитров беше тоа, бек ни игрееше, и од страна децата, и тогаш 100-200 ќе му дадеш. Тогаш биле пари за Значи фудбал го играте заради тоа што сакавте да играте фудбал. Ни фудбал го игреме чисто од љубов. Ја од Габер не земав динар. Динар не земав. Дури имам давано, имам трошено. После станав и управата, и у раководството влегов како судија, после прекинав и да судам. ЦФ беше, па после направиме здрав состав у раководството. Лазар Нанев, Димикар Кулев, Данчо Попицов од Тиквеш, Јане Григоров од Тиквеш, Јака екипа. ја и тогаш стана еден куршус мал меѓу Јане и ЦФ, Стојче Илиев. И ни беме да остануиме, да не остануиме. Разделени, он на секоја не вреđаше, како што беше, го знаеме Да, сите. го знаеме. И јас заминав тогаш, отидов на година, скоро 2 години у победа со Блашко Бошковски А, и со Мутро. како фудбалер? Не, у управата. Управата. Директор му бев. Таму. Години. Не сме знаеле дека у победа си замешна И прсти. таму бе, ме викна Блашко да работам Блашко со беше јас. таму, да. Таму беа они, Муто, Булукот, Клашев беше, дали беше таму? Клајшто мало. Да, мало. Да. И Остал оно беше таму. татко му. Таму беа. И отидов таму, ама они сите пред мене 2-3 години, изврзани, блиски. Ја малку се осеќав туѓ. Те сваќа. И од таму си заминав. И Пак се врати Хајнец. не, после у Габер не се врати виче, Добре? не се вратив, ама како судија, делегат по оди, на некој начин, сепак помагаш, се гледа Зашто тоа. се сеќаваш, Ристов, во твојата кариера? Што е тоа што најмногу ќе го паметиш? Па како фудбалер, за Габер конкретно. За Габар. Ќе го спомнам и Вардар Неготино. Менталитет ни 50% на Габер. Ние ако тука речеме, по фаташки речено ура, нема сила што не запре нас. Не запираш ништо. Што се вика, сите за еден за сите. Гол да примиш. Нема шанса, очи ќе си ги извадиме меѓу себе. А да дадиме сите одеме. И вчера со Ване зборував. Кајнес немаше топка назад вречање. Одложи на бекот. На голман врати од центарот на голман. Нема бре само ура, само напред. Фудбал се играе за гол, не се играе Јас за... памтам 80-те години, толку многу народ имаше публика околу ова игралиште, тоа беше шуто кавадарче, доаѓаа да гледаат вашите надпревари. Беа Ама- атрактивни. сега. Тоа Е, атрактивни. атракцијата. Беше атрактивно. Дел идеја и да видат и фудбал. Така. А дел идеја малку нема да сгрешим и да се насмеат. Да. Да се насмеат, да искоментират, Да. да искоментират нешто. Затоа што тука беше тешко да се играе тука. Беше интересно. А ни на Тиквешка игреме. Сите беа кај нас и школовани фудбалери, освен тие што почнеме првите. Ни беме без тренинзи. тогаш немаше Без- институции, Немаше така. ни, Да, немаше така ни што тренинзи. школуваш, така. Ама сите тренираме на свој начин. А првото и основното беше кај нас снага. Снага. Запирање нема 90 минути, не 90, уште едно полувреме да има, запирање нема, кочници, без кочници нема работење. Може ли сега да ги видиме твоите фотографии? Оваа слика е прва у Габер, за Габер направена од кане регистрација. Значи, која е кана, која година? Тоа е 63-та година.
63-та година на Вачката воденица. Колку горе. години си има? 16. Добро. Одиме понатаму. Ова е па првата слика, ова на овој стадион. Аха. Првата слика. Добро. Кои си на фотографията? Ако можеш да ги видиш. Тоа дали ќе ги видам. Во е Перо Стефанов Коаста, во е Ило Луфтот го викаме, во е Есат. Есот играше во Габер, а? Играеше у Габер. Играеше у Габер. Халфни играеше. Во е Пајнто. Во сум ја, тоа е Перо Ампов Илиев, голман ни беше. Добро. Може да му беше и таа утакмица и не дојди. Во е Орданчо Грбенјаров, исто и он. Орце Гребенаров. Орце, 2-3 утакмици. Во долу е не го гледам. Добро. Одиме на Во е Ацка Сапинов, во е Беаба, во е Пајнто Јорданов. Добро. Одиме понатаму. Во сум на утакмица со Демир Капија. Со Лозар. Со Лозар на градски. Тие беа јаки Демир Капици со фудбал. Па тогаш е за квалификациите. Јаки беа Демир. И на таа утакмица, ја му дадов гол, малку пак врнеше. Му дадов гол од пред боксовите, кабините за резервите што беа. Колку метра? Па у нашата половина топката беше. Голманот малку поизрезан, ја имав голема Колку прегледност. Го проценив и можам. Ја играев со двете нози. А деснак сум иначе. А со левата кога фанам, фаната е. И како таа топката се враќа по земја, Добро. а тешка, удари у 16 само еднаш скокна, още еднаш и си влезе у гол. Одиме натаму. Гол. Ова е таа утакмица со Демир Капија кога ги победиме. Може да ни кажеш уште еднаш на брзинка луѓето кои се сликаат? Играчите. Драги Кафето, Фина, Радоме Сторчев, јас Диме Ристов, Ристо Марков, Блажо Пендев, Шпиро, Коло Вејко, Наумчев, Здраве, од Демир Капија ни дојди тие, Панчо Јорданов, Лазо Гурев Беаба, Ико Мурџев и Душан Манојлов. Добро, одиме натаму. Друга наредна слика, ова е со 10 души отидоме у Валандово. Кажи нешто за Валандово. За таа такмица таму. 1-1 му игреме, со 10 души. Таму. Тие беа јаки валандовчани беа. 1-1 му игреме, ги изненадиме. Имаме тогаш голман, гледа го. Жал на врба, Тодо Златев. Така. 2010 беше. Висок. А да, ево го. И таму отидоме со 10 души, 1-1 му изиграме. У таа е Шпиро, ја, Тодо, Ване едно Бошева живее, Камо после Тиквеш ни го зе, Ванџел, центарфор со глава скокач број 1. Страшен беше. Во е од Глишич Јано, Беаба, Блажо Мелов, Врго и Џиваир. Добро, одиме натаму. Во е Тука пак сте тројца сликани. тројца, кои сте тоа? Сликани? Јас, Ефрем Јосков, Ечо и Џиваир Најчо. Добро друштво. Која година е ова слика? Отприлика. Немаше позади. Таа е 67 некаде. Како се сликувавте тогаш? Имавте ли фотоапарат? Ако има Ако некој... дојде некој, викаме обично, Аха. ќе викнеме некој де да не сликаш, и затоа нема многу сликани. А многу сликани останаа нас тука. Во клубот. Дол. Добро? А во е тука, ваа слика е некаде 67 година. Тоа е Ристо, прчкаш. Да, Хуго, познат фац. Џеваир, Димо. Тука од Ватша тие Гиса, Гиго, Перо Димовски, Добро. Вањто, Блажо Мелов, Перо Коаста, Ванџел Џоке, голман ни беше едно, Дано Кацта, јас Добро, не и мора да се- здравето. Добро. И таа беше добра екипа. Сега, воа ми е у Вардар Неготино. Таму се стика над Неготино некаде. Не, Кога би си- воа е у Крушево на припреми. Аха, да. Вардар се дозволи организирана подготовка и Крушево. Само што отидов ја и одма одеа на припреми и мене понесоа. На Добро. припреми. Тука Тоа се е- повтори во Крушево. Тоа е тука пак у Крушево со голман на Вардар, На кој Вардар? на Вардар Никотински. Добро.
Во е цела екипа на Вардар. Добре, во душа да го видиме во Вардар. Добра екипа, добри фудбалери. Ако можеш да се сетиш, Коле кажи. Кимов, Джерасим Мантев, Иле Джуна, у победа игреше. Познато. Халф. Име. Блажо Мунка од Емир Кпија. Во е Перо Сорот, нашиот што отиди таму. Во е Ванчо Бојаджиев. Во е Ѓорѓи Димитров, голманот, Перо Коаста, тогаш заедно отидоме. Во е голман што сликан таму. Ева сум јас. Во е Лазе Мунка го викае. Во е Цеко, центар халфот. Во е Коле Кимов. Во е Ристе, професорот, десно крило, многу брзо дете. Во е Чири Трифунов. Во е Димитар Димче Буџаковски од Охрид дојди. Имаш Тогаш. силни сеќавања за луѓето кои ги имаш на фотографиите. Ева е таква. Од таа и од два екипа Зазов, Трифунов, и още некој беше. И Ристето отидоа у победа Прилеп. Екипа здрава беше и таа. И таа од Крушево. После од Вардар, кога прекинав да играам, си дојду пак се врати у Габер. Умеѓу време 74 година. 73-та, на крајот 74-та, отиду у судии. Во е една слика од судии. Во е Бранко Филипов, Водарот. Во е Лазо од Марена, тоа сум јас. Во е една куп надпревар у Велес меѓу Борец и Вардар Неготино. Ја главен, Златко Илиев помошник и Ѓорѓи Димитров од Неготино помошник. Добро. Следната слика во боја. Следната. Тоа сум јас, Стојче Илиев Цфа и Ванџел Вангел. Добро. Црниот. Во е Чиро Шаренкпа. Цфа и јас на спортски центар горе. Ја и Цфа па на спортски центар. Добро. Сега тука. Сега тука си во ДТВ Партизан. Во е ДТВ Партизан, мал фудбал. Перо Милков формира екипа Универзал Промет. Така е. Белите се они. Остатокот сме ни. Во е Димо, само он не туч од Сопот. Големиот Димо, високиот. Тие дојди. Во е Свето. Во е Златко Чејков. Во е Свето уствари. Да, без коса напред. Во е беше Вччо. Во е Луса. Тоа е Бранко, тоа сум ја. Тоа е Перо Коаста. Во е Тодо Златев голманот. Вие двајците не ги знам. И во е Данчо. Кој победи на Данчо овој Тасев. Да ли се сеќаваш? Во е Радо голманот наш, Мајсторчев. Да. Универзал Промет победи на таа. Многу се одеше на фудбал тогаш. Во е па друга. Во е наредната година. Исто на турнирот во Партизан. Да, у Партизан. Награди кој победи не се сеќавам. Тоа сум ја, тоа е Гиго Тотта, тоа е Радо. Трајко Векот, во е Дано Кацата. Наградите му и дава. Трајко Векот, мислам, беше голгете. Во најдобар играч, а Дано Кацата голгетер. Добро. Гол играч. И имаме уште две фотографии. Ва е судијска организација цела горе-долу, врвот на судиите у Кавадарци. Може да ги слушнеме. Одма. И нивните имења. Чиро Шаренкапа, Добро. што го викаме. Јордан Мицковски. Ташо Врангалов. Ванчо. Добро. Црниот. Пани Иванов. Јас. Борчто Стојанов. У Соковна што работеше. Добро. Шпиро. Пендев Блажо. Јовиќ. Ристо Петров од Неготино. Голман ни беше. Гошо Тимов. Глигор долу на Јаворот. И Ласко Студенот.
Судевте само во Тиквешкиот фудбалски регион? Или во трета и втора лига? Прва лига? Почетници беа, Студенот беше туку оваа почетник, Борчто беше нов, Шпируни беше нов, овие другите сите судеме пред мене. Аха. Е Пани Иванов, Ташо Вангалов, Мицковски и Јович малку е пред мене. Така. И после дојдоа останатите, Сите направија некоја кариера во студентската организација. па овие дојдоа сите се со сојузна. 1, 2, Орцо, Врангалов, Пани Иванов, Јович. Ја поднесов документи за сојузна и се откажав меѓувреме, не положи и се повлеков. Ќе ви кажам зошто. Зошто кажете? Судиме до утакмица на градски у Скопје, Добро, работнички Беласица. добро. У Беласица се повратија тогаш од победа 5 или 6 души. Дрвошанов, Митев, Секулов, Стојанов, една генерација. Јака екипа, јака генерација. Одлична. И таму што имаа они нивни домашни, направија екипа Тоа беше страшна. Да. И Статов од Партизан се врати, силни имиња. и Статов од Партизан, и директор, и ако играч. по потреба и голман. Добро. И голман. Полувреме 3-0 завршува за Беласица. Му ја скрија топката. Работнички не се познаваше. Они практикуја да играат ниска. Земна топка. Добро. Работнички. Вие му ја скрија, гина да играа. Ама вие многу корпулентни беа. Плюс, може, 80% беа од победа што се повратија. Ептен квалитетни. Како може ти, како... Ја бев главен. Аха. Ја бев главен судија таму. Контрола ми беше Томе Мануеловски од Тетово и Петрит Баута од Струга. Супер контрола. Што ти направи Как четворка добив. Аха, наместо петка. Утакмица ја судив. Забелешка нема, замерка не. Тоа беше реакцијата на домаќините зашто изгубија. Аха. А они беа тесни, второ и трето место. Второ место ги играеше квалификација за втора лига. Првите одеш директно од Македонска, они играа, вторите играеш квалификација за втора југословенска лига. Почнав на полувремето имав притисоци и тоа страшни, јаки. Овие контролорите не слегнаа да интервенират, само на заменување. Второ полувреме да го почнуваме, че си таа продолжи така. И на полувремето дојди Драгомир Анчевски, председател на судијска организација на Македонија. Што ти вика? Он и татко, и дете на работнички. Таму играел фудбал и още му и у управата, и у срцето го имал. И ми вика, Ристов, зад врата ме викна, Ристов, голем судија се станува и со мучки. И ја вака му викам, не че можам. Резултатът е голем, висок. Треба вие да се успият, му вика. Треба да застанат, да спият. Ти знаеш, вика. На крајот вика, прекин. Провокација и прекин. И Ти не можеше да го издржиш тој притисок и... Не, а почнав ја утакмицата. Почнав второ полувреме. Јуриши работнички. Вие застанаа се блокираат сите 190, 200, 190, 185, 200. Големи. Кај таму ќе отидеш? И една околу 16 не унатре надвор му свирна пенал. Го промашија голот работнички. И јас се вртам некај Анчевски, некај председател. Затоа, што да прави? Пак вика. Леле! Уште еден Вака пенал. ми вика. Ама време нема, тоа беше 17-18 минути второ полувреме, 20. И како играат, они напаѓаат, работнички, Беласица се бране. Може ја секој момент да му дадат пак и четврти гол. Нема да ја преко центар, до центар и па назад, до центар, тука. И чист пенал со рака. Могу да суди, постигнаа гол 3-1. И малку притиснаа тогаш. Не дадоа втор, не дадоа трет. Заврши утакмицата. Заврши твојата кариера како интернационален судија. Заврши мојата кариера.
Второ пласиран по ранг, четворка добив од двајцата суди контролори и супер контролор. Второ пласиран бев на крајот на годината во Македонска лига. Добро. На составувањето на листите за наредната година се најдов на помошна листа у регион. Што не е добро. Како? Или добро. А 8 скали Аха, добро. назад. Добро, него разбирам за тоа. 8 скали назад. Македонска 2, помошна и главна. Значи сум било право, значи те Недолу деградира. на сојузна Да, те деградирале. 2, долу 2, 4 со македонска, меѓурегионална, регионална, општинска почетник судија, Ти врати Ланчевски. се тоа ран. Ако. Меѓутоа не се кажеш за тоа. Ја у целина од мојот ангажман во спортот Маријан сум крајно задоволен. Ја видов Зошто? фотографија, Зошто? да кажеш. Затоа што како некој Диме обичен од Кана, од Ваташа, кој мене ќе ме знаел, кој ќе ме познавал. Уште сега има некои живи од генерацијата наши, некои помлади, некои повозрасни. И добар ден, ќе те отпоздрави, ќе му вратиш се. Тоа знаеш колку Тоа е голема работа. голема работа, голема добивка за мене. Ова слика не ја видов, само за ова. Оваа слика е некаде Поновите. 90 Сега по 90 квалитетот на кусурева, фотографија. у втора лига ваа екипа е. Оди и исчите му ги ако можеш. Нема да ги видам ја. Добро, нека ја. Воа е у Струга, у Силекс, хотел беме на припреми, Габер. У хотел Силекс на припреми беме, ја бе војđа пута, Добро. со Митко Танев, ево го, Митко Танев. Че снимаме емисија со него, договорени сме. Со Митко Танев. Тренери ни беа Митојто Сапунџиев и играч, Аха. и Ико Чулев Пацо. Тренери ни беа. Екипата беше, што да ти кажам, страшно. Тогаш ја бев у управата само. Цф беше директор, Добри ја играчи бев имаш. председател. Тоа беа добри играчи. Тоа Одлични, беше ако ги кажувам, одлични, сите беа врвни. И таа е, Кажи ни, ја превршувам ова емисија или овој разговор со тебе, што се случува сега со Габер? на жалост, моментално Габер е на позиција 0. За мене. За мене. Може некои го водат, што го водат и ќе се препознаат. Квалитетно, неквалитетно. Али Габер не заслужува за тоа ниво да го задржува. Моментално, у Ваташа, колку јас што ги познавам фудбалските прилики, нема интерес и заинтересираност да се направи нешто, барем нешто за подобро. Нема интерес, нема деца. Тие што ги тренират тука, дали се у Габре, дали се у другата екипа, трчат за пари, месечно си плаќат. И ред неквалитетни работи, неубави работи. Некои од дома ќе идат со облечени, некои тука дали му отварат и ред. Дори не ги знаеш ни приликите, не си дошол утакмицата. Ја немам право да дојдам тука. Имам забрана. Не смееме со Чиро да се доближиме. Значи ги нема старите волци. Нема шанса. Што старите волци, нашата генерација беше царта волци, после беа секогаш можеше 70% од кавадарци, оттиквеш. Ама ние не го гледаме тоа така. Ние го гледаме преку Габер сето. Јасно. Преку Габер. Дали утиквеш играел, или умарена бил, па дошол кај нас. Он е одма наш на Ваташа е, наше. Како наши деца сите ги третираме. И така беа прифанати, и така си заминуваа. Со поздрав, со се. Ние имаме случај, тука ни падна на коле на Стојчо Джамбаст од Марина. 2 метра дете, центар халф ни игреше, ни падна си од голт на јазикот. Че го изгубиме. Го спасивте. Го спасиме. У болница, сите. Што ќе паметиш во твојата фудбалска кариера или занимавање со фудбалот? У фудбалот, за мене, Ти нешто кажа дека другарството е битна за мене, да, компонента, пак ќе повторам, другорувањето беше најбитно и спортувањето. Многу е убаво, благородно е секој да спортуе, да трче, да не мора некои висини да достигне.
Не мора некои висини да достигне. Да се занимава со спорт. Сепак, јас еве до денеска ретко доктор посетувам. 77 години сум више. Една епизода рековте заборев нешто да кажам. Што е тоа што го заборавите? Во судијската кариера. Аха, добро. Ми се Значи ова ќе го ставиме во кај што зборува за судиите. Ми се случи една случка. Ме стават да судам у Делчево, на брегалница Делчево, Југо Кокта, сегашна Македонија. Добро. А Југо Кокта тогаш Не беше лошо. прилично добра. Сите скопски беа тогаш добри, Вардар ти беше горе. Така е. И ствара Вардар беше во Сојузната лига и ствара квалитет долу. Така е, точно е. Тоги миг беше Скопје, сите тие и отидоме со судијска тројка, а делегат беше од Велес, контролен беше Чурев Илија од Кочани. Почна утакмицата. 1-0 победи Југо Кокта. Набрзо изедначија вие домаќините након 10 минути. Стојковски му беше капитен. Таа година се врати Стојковски, Лупче Стојковски од победа Прилеп. Тркалов на победа играше у втора лига Југославија и тогаш се врати дома у брегалница Делчево. И сега неговата големина, препотентност, знаењето може го злоупотребуваше се од прва, па ќе речем, до 86-та минута не прекина да не ме псуе. Цело време. Публиката реагира. Ти трпелив. Клупата негова реагира. Смири се, биди мирен. И само ми беше у главата, мислев, како да му се реванширам, барем со еден потек. И 86-та минута, при 1-1, обостран фаул имаше, да речем, дури можеше и за него, у корист негова да свирнам. Ја му свирнав контрафаул. 20 играчи паднаа, ама пред трите клупи, пред боксовите, домашната, делегатската и гостинската клупа. Тука на 3-4 метра на центарот на игралиш, на средишната линија. Како стана они, ме грабна Загуша. Ме фана Загуша. Ме фана он Загуша, јас се тргна назад, а заминав линијата, надворешната линија, надолжната линија, и го изваду картонот, црвен картон, директно. Ми го взе картонот, кај на картонот беше, умиг ги направиме тогаш, таа година, метален, алуминиумски. Кога го взе да окине, не го скине и го летна преко ограда, преко трибина и у тие нивите отиди. Картонот. И јас заврти на делегатот, му викам. Заврши утакмицата. Па урете, вика делегатот. Да не се разбери, му викам погрешно. Не е уред. Прекин. Како прекин, вика? Како ќе излезем од тука? Ти му вика мисли за тебе, а ја го реши воа. Ја одлучи. Картонот ми го зе, ми го фрли. Ме фана Загуша, ме нападна. Два тешки прекршаи, му викам, ја не можам да продолжам. Цело утакмица псуе. Не, ако сака да го чуват они. Ако неќат, ќе речат не е така. И некако заврши, неќе, отидоме со облекувалната, преко покрив, салонитот го скашија покрив за да ми влева долу. Викне полицијата, двојца полицајци имаше, тројца. Викне полицијата појачајни од Кочани дојди, со нијните коли ме извлекоа до Кочани, довеле сме однесоа и си дојдов. Тешки патешествија. Али задоволен сум. Те разбирам. Мене никаква санкција, правдата била задоволена. Оценка 5, оценка одлична. Санкција никаква против мене. Лупчето оказнаа 2 години, домаќините 6 месеца. Кана завршуваме со емисијата. Дали денеска гледаш спорт и што те интересира? Ја денеска гледам се можни спортови. Најмногу фудбал. Сите вие лигите, првенствата, домашните, што се англиско, италијанско, на кој канал ќе ги најдем на тие? Ние програмите ги имам сите што се. Фудбал ти е во срцето. Без фудбал не може. И гледам и боксови, гледам и трки, и маратони, гледам се.
Ване Ташев е овде со нас, додека ја снимаме емисијата. Ване, овој Кана многу кажа за него. Така ли е сето? Да, точно така, пошто јас како млад играч ги затеклев, например, кога он играа активен фудбал. Која година беше тоа? Тоа беше 68 година, 69 година. Ма се сеќава човече на секој човек што го има на вестник. Да, Са, не знам како да кажам, например, таа генерација што беше, например, нините генерација. Јас како младинец бев многу задоволен. Ти беа правотимци, ти да, како да, влези јас, например, како резерва, например. Како те примија? За тоа сакам да кажам да беше. Тоа беше едно другарство, например, кај што беше ја мало летен беше, не дава, например, за тоа да падне пра, например, да некој утакмица, например, да го пушта, да го предизвикува, например, да го однадуе. Не дозволува такво нешто, например, тој поискусни играчи, например, и тоа многу сондаши, за тоа останав толку години, например, во фудбалот, од такви луѓе, например, што беа, како да кажам, многу честни луѓе, например, честни спортисти, например, и у играта, например,